Втор ден во Прага, сончево утро и уште една прошетка. Имам навика рано да го започнам денот и да го доживеам градот со целиот свој сјај. Чешка, или како што уште ја нарекуваат и Чехија, е земја во Европа која што има најмногу замоци, дури над 2000 замоци. Во областа Храдчани во Прага се наоѓа и најголемиот замок во светот, наречен Пражки храд или замокот Прага. Во Чешка познати се и замоците Хлуболка, Касл, Орлик, Леднице, Карлштајн, кој што е и најпознат замок. Вела дека Чешка е една од најбезбедните земји за живење. Жителите на Чешка се едни од најголемите конзументи на пиво. Тука се родени Џон Грегор Мендел и познатата тенисерка Мартина Навратилова. Иако има доста верски објекти, катедрали, цркви, сепак граѓаните или жителите на Чешка се најнерелигиозните жители. Околу 40% се атеисти. Ова е црквата Кирил и Методи, а на познатиот Карлов мост можете да го видите и споменикот на познатите просветители Кирил и Методи. Тоа е романо-католичка црква, изградена во 19. век во Прага и е една од најголемите тука во областа Карлин. Црквата е во неоромански стил, со две кули, а завршена 1863 година и пуштена во чест на еден милениум од доаѓањето на Свети Кирил и Методи во Бохемија. Продолжиме понатаму да ја шетаме Прага. Прага е главниот град на Чешка и еден од најпосетуваните градови или најпосетуваната европска метропола. Прага по големина е 14-ти град во Европската Унија, а стариот град Прага е еден од најсачуваните во Европа и под заштита на УНЕСКО. Прага лежи на реката Влтава, и градот го дели на 4 дела: Стар град, Нов град, Храдчани или Голем град и Мала Страна. Прага е исполнет со градби од сите уметнички стилови во архитектурата. Најпозната градба тука е Пражкиот орлој или астрономскиот часовник. И така, шетајќи пред мене, налетав на црквата Свети Климент. Не знам дали оваа црква е поврзана со нашите Свети Климент и Наум Охридски, меѓутоа со оглед на тоа што имаше црква и споменик на нашите просветители Свети Кирил и Методи, можно е црквата да е на Свети Климент посветена. И мислам после 2 часа одење и шетање редно да се испие едно кафенце. Интересно е тука што може да вземете кафе и надвор на клуп и да го испиете кафето и да уживате во погледот. Нашата посета во стариот град продолжи. Дојдовме до црквата Свети Никола, која што е изградена од 1732 до 1737 година, а била на темели на стара црква од 13 век.
Од левата страна на црквата се наоѓа малиот плоштад посветен на Кавка, а веднаш пред црквата се наоѓа големиот стар градски плоштад. И како што реков, ова е главниот плоштад на стариот град Прага. Тука се наоѓаат Националната галерија пред нас и градската галерија. И како што реков на самиот почеток, една од знаменитостите на Прага е и астрономскиот часовник или прашки орлој. Прашки орлој датира од 15-тиот век или од 1410 година и со својот изглед го краси градот Прага, украсен со многу символи. Има посебен механизам и бројченик што ги покажува релативните положби на Сонцето и месечината. Исто така покажува хороскопски знаци и некои главни планети. Плавиот дел на часовникот го покажува небото на хоризонтот. Тука имаме и кафја дел испод него, тука се испишани и исток, запад, изгреј сонце и зајди сонце на латински јазик околу хоризонтот и ги даваат координатите на страните на светот. На часовникот исто така има и зодијачки прстен, која представува положбата на ѕвездите на небото. На часовникот се наоѓаат уште 3 помали часовници кои што го покажуваат старото чешко време на дворешниот круг, средноевропското време, централниот круг и вавилонското време внатрешниот круг. Вавилонското време се разликува по годишните времења. Часовите се подолги во лето, а пократки во зима. Освен овие 3 времења, стрелката со ѕвезди го покажува и сидералното време. Тоа е всушност звездено време, гама точка, која што трае 23 часа и 56 минути и 4 секунди, е различно од сончевото време кој што трае 24 часа. Околу часовникот има 4 фигури, 2 од левата и 2 од десната страна. Едната од нив се огледува во огледало и символизира нарцисоидност. Потоа турчин кој клима со главата, на другата страна скелет со песочен часовник, кој што означува смрт, и фигура на човек кој заљубено гледа во своето злато. На секој час овие фигури поместуваат дел од своето тело, а над самиот часовник се наоѓаат 2 прозорчиња на кои на секој час се појавуваат по еден апостол, а сите 12 се покажуваат точно напладне. Испод самиот часовник е додаден и календар, а овој часовник се смета во средниот век за едно од светските чуда. Часовникот во Прага е еден од трите најстари часовници во светот, а најстар часовник кој што се уште работи. Последен пат е реновиран во 1979 година, исчистен и реновиран и, како што реков, се уште работи. Има неколку легенди за ова, меѓутоа не можеме се одеднаш и само во едно видео. Тука ќе почекаме до 12 часот да го видиме излегувањето или покажувањето на апостолите. И не само ние, многу луѓе се во очекување на појавувањето на апостолите. И по една легенда, доколку овој часовник престане да работи, жителите на Прага ќе доживеат несреќа. И еве ги апостолите. Точно во 12 часот се појавуваат сите апостоли. Веднаш спроти прашкиот орлој, еве го гледате плоштадот, и од другата страна се наоѓа црквата на Мајката Божја. Црквата е доминантна овдека во готски стил и до 14 век била една од главните цркви во овој дел од градот.
А инаку има две кули, едната по-тенка, втората по-дебела и според некоја легенда тоа се кули на Адам и Ева. Се разбира, по-дебелата или поголемата кула е Адам. Powder Tower или прашна брана, како што ја нарекуваат, или кула, е една од 13 кули влезови во стариот дел на градот и таа го дели стариот од новиот дел. Самата кула е во готски стил и првата нејзина намена била како атрактивен влез, не била градена како одбранбена кула, туку како главен или атрактивен влез на стариот град. Како што реков, таа го дели новиот град од стариот град и не реков дека каменот темелник е ставен од страна на Вацлав II. Гледајќи кон кулата од надворешната страна или кон стариот град, доколку тргнете на лево, ќе стигнете до Карловиот мост или Чарлз Бридж. И повторно се вратив во стариот град Прага, да прошедам уште малку и да уживам во изгледот, архитектурите и сето она што го нуди градот. Шетајќи излегов на плоштадот Венцислав, а пред нас се наоѓа и Народниот музеј. Сонце, прошетка и музика и добра атмосфера. Тука некаде најдов еден мирен парк. Луѓе ужива, одмара. Забележав дека и во големите градови луѓето знаат да избегаат од метежот. Како да се наоѓав на некој друго место, не во Прага. И кога патувате некаде, мора да се проба нивната традиционална храна, сладки, а тука познато е траделник и зедов и чаша вино. Ова е класично, меѓутоа можете да го јадете со сладолед, со чоколада. Сакав да пробам класично со цимет. Верувам сите имате слушнато за кристалот Бохемија. Тоа всушност е чешки кристал. Тука има многу продавници со изработки, чаши и останати работи од чешкиот кристал Бохемија. 25 круни се 1 евро, така да можете да ги сами споредите цените и да прерачунате колку излегува во денари. Откако се одморив, се упатив кон еврејскиот кварт. Се смета дека евреите се доселиле уште во 10-тиот век, а до 17-тиот век тука живееле повеќе од 7000 евреи.
Со тек на годините биле прогонувани, убивани и од таа причина бројот на евреите се намали. Во 1850 година овој кварт се нарекува Јозефов кварт или Јозефов град по името на Јозеф II. Во 18-тиот век, некаде во средината, Марија Тереза наредила да се протераат евреите од овој дел. И еве тука по патот прво налетавме на старо-новата синагога. Оваа синагога е од 13-тиот век. На почетокот била наречена нова, но со тек на времето и градење на други храмови, додадено името стар. И денеска го носи името Старо-нова синагога. Таа, за разлика од другите синагоги, успева да ги преживее сите средновековни катастрофи и е се уште активна синагога. Лево од синагогата се упатив кон старите еврејски гробишта. На крајот од уличката пред нас налетавме на еврејската церемонијална сала. Таа е свечена сала од неоресансниот период, 20-тиот век. Се наоѓа веднаш до гробиштата. На првиот кат се наоѓа соба во која некогаш се капеле починатите, а на вториот кат собата на погребалното претпријатие. Денеска е изложбен простор. За жал, влезот во еврејските гробишта беше затворен. Ова се гробишта од 15 до 18 век со над 20.000 надгробни плочи и се смета за едно од најстарите и најсочуваните гробишта. Најстарата надгробна плоча му припаѓа на рабинот Авигдору и потекнува од 1439 година. Инаку на самите надгробни плочи нема слики, има само имиња и датуми, а се украсени со растенија и животни, верски символи и останати символи. Сакав да ги видам и синагогата Пинкас и Клаусовата синагога, која што е од барокниот стил од 16-тиот век, меѓутоа беа затворени. Се упатив кон шпанската синагога од 19-тиот век со маорска внатрешност. Веќе сами да забележавте, пред синагогата или веднаш до шпанската синагога се наоѓа и фигура на Франц Кафка, која што се наоѓа на обезглавен човек. Спроти самата синагога се наоѓа и црква на Светиот Дух. Црквата се наоѓа во Јозефовиот или во еврејскиот кварт. Многу интересни работи, многу интересни знаменитости, згради, објекти, работи да се пробаат, сепак премалку време. За еден град како што е и Прага, навистина се малку 4 дена. Во продолжение на видеото дел од новиот град Прага.